Zašto mirno je carstvo nebesno, blaženi se oni što plaća. Zašto ti će se udržat, blaženi se milostivi te. Si pominavte? Moderno, najugo. Uvod, kaj ste vi? Od Mala Prespa. A, od Mala Prespa se, Uvaje. Puste ste? Bravo, super. Da, ja sam nastavnik do Pustec, sam žitelj v Prespa v Albanije. Ideme sa učilište do naša grupa v Tirana za prvi festival na Makedonci v Albanije. Много хубаво беше. Така се береме везен. Да кажеш, што и в Албанија има македонци и ние очекуваме мајчин јазик, ќе наша култура, нашиот јазик, нашите традиции и така ќе направиме и понатаму. Да, Руво, ти беше од Пустец учител, директор беше на школа, така Е, и така барам учебници. Сега посекаде тропам, ропам, кај ќе најдам. Учебници од прво до пето деление. Владата во Албанија види обезбеди во Македонија, а сега не знам што ќе стане. Да. Треба да се прави, да се бара, така е работа. Секаде барам, блем. Ако најдам, не ќе цицам, ако не. Да. Ако блеш ќе цицаш, така велат. А, добро е така. Така велат. Да. Не така велиме. Да, па така е право. Само ако си блеш, ќе цицаш. И тој ако бле, тоа цица. Да сте ми живи и здрави. Е, да ga поздрав, се не. Ајде. А може се овде да се на избор? Што се ве? Фотографија. А фото. За фото има. Да. Во Македонија и по таа програма учите? По Кембридж. Исто Кембридж, Оксфорд, исто. По таа програма учите? Иста програма. Така е. Министерството од Албанија да го дозвола земјите од Македонија. На тоа што се иста програма, Не иде Македонија. Кембридж и Еве не дава Македонија, нели се должни они да обезбедат како држава да Македонија обезбедат? му вели на нашите ќе му дам. Јас ќе му дам, нема проблем. Така, нема проблем, а не дава. Не функционира нешто да не функционира. Ако е преведок книгата, учебникот, нема толку квалитет како што ти се тие. Тие се квалитетни. За оригинални. Оригинални тие се од стручњаци. Са ти имаме преведени од стручњаци. Дај не дам, нешто. Тие се од стручњак. Преведен. Па да, за колкава бројка станува збор тоа книги. Колку ученици има во? 500 учебници вкупно. 500. Математика прво, второ, трето, четврто и пето деление. И природно знание прво, второ, трето, четврто, пето деление. Од прво до 8 или 9 до 9 колку ученици имате? Околу 80, многу малку. А гимназија исто и таму се уште Гимназија многу помалку. малку, али кај нас, да се кажеме како што е, дозволуваат и гимназија со многу малку деца. Вкупно гимназија 30 деца. 30 деца од прва до четврта година. 3. А? Ние правиме 3 години. 10 до 11, 12, 2. А, така, да. 3 со нова програма. Со нова 30 програма, да, деца. тоа е како коледж Околу ваму 10 деца во Да, малку. Първо имам прелети по 40 деца в класа. одделени, по 80. Така беше, кај нас беше така, сега по 10 на 12, 13 до 15 деца во едно И одделение. в Скопје? Во Македонија генерално не само во Беше толку Скопје. мрежен. Беше толку. Па да, секаде не е само во Скопје. Поготово Колку се тие 500 учебници? Што се? 500 учебника се 500.000 евра. Ето, што е за држава? Значи 2 евра еден учебник. Така. Ако ми обезбедиш годинава, јас за 5 години ти барам повеќе. Ти користи. Ќе се користи. Ти користи. Нема човек да се интересира. Така и во училиштата ќе земаат 10 учебника. 30.000 евра, што е? Абе. Држава 1000 евра, што е? Ама имаат одговорено дека даваат или не даваат, имаш парање поднесено до кога, како што, или вака усмено само. Сада да, барам стално, вака со...
Амбасада. На македонци, на амбасадата на македонска овде, така. Да. Тирана. Тирана. Дојдем таму го патекаме. А до сега давале? Давале до сега учебници? Не вака имamo обезбедено вака со Да, инцидент. донации, некој Донации, а. добронамерен човек. Ne, kako će ga so blenj. Соблење, да. Kako vika so, ako ne blesni, Не, деш нема да цицаш и готово. Држава да нема ветер, Си не, нешто си. Него така, А јас имам неко за малку, ама немам доволно. И па нашава држава печати за албанците, за нивните училишта, за нивните ученици на албански јазик Ништо и прават печати на југ. учебници. Во Да. Албанија шо прават? Дури албански јазик ние го имаме посебен, од таму ги од Грција го земаме ние. А, Албанскиот јазик. Печатен во Грција. така. Слушаш ли? Што ти велам јас? Значи исти албански јазик го правиме и тие Да, и ние. ние, да. Ама И таму се има печати. има речник на грчки јазик. Албанскиот јазик што ние го учиме кај нас. На крајот Има речник на грчки јазик, така. го прави во Грција сега. Ама тоа значи си тоа се прави во Грција. Ама тоа си прави пропаганда, си прави. Значи, Да. Имитација да. Тој албански јазик го користиме ние. Не го користиме албанскиот. Заради не знаат деца албански и си го користат него. Ама и на крајот речник похубаво. Ако па тоа е богатство да се знае, Нормално, да се знае и трет јазик, па не е проблем. грешка. Јазик како е. Било кој јазик да го Кој знае. Како не живееме? Така е. Хрватско добро. може, ево готово ќе. Готово, тоа се разбира. И грчки цел Балкан, ето, тоа е Балканот. Поддршка, финансиска, се треба поддршка. Е вака тие аматорски сами што си учителе. Треба и услови. Така си вежбаат на. Си вежбаат Постави сами. сами. И готово. Да не. Али ако вежбат тие може да бидат многу. Се треба слушаат. Да, хореограф. Професорот имате за математика. Ова играње е како на собор, како на свадба. Ајде да свадба, аматорско играње и Така готово. е, Добро, така. сепак убаво. А, па убаво за око. Играат сите складно, сложно играат. Деца. И деца се па ваши ученици. Прв пат Со децава? деца бевме ние од Интересен. Преспа, цела преспа. Гърция? Тук беше? И се држи. Таму беше Парламентот, после овде отиде таму ке другата. Ова е парламентот вет. Мало беше родови да го научи јазикот на мајка. Ама не ми не треба заборави. Да. Тоа по нешто. Јас многу ме навречен така што не вели да не Како ме рече? Тоа за ме супер. И ние комитонци останеме во преспен во Албанија и почнуваме како комитонци. Така, не се претопивте, да речеме, во... Ма извини, Да. ние со бивша Југославија, се со 90 нема никаков однос и Албанија и ние. А ние го зачуваме. Ние го зачуваме сами. Сами чуваме. Имавте... До четврто има... Имавте, значи, автономија своја на... Да. До четврто учебе на македонци. И ставаше После од четврто до пето почваше се на албански да се учи. Ама се пебе нам весни. Ама никако помош од Македонија, бе тоа со бивша Југославија нема Албанија, немаше однос со Југославија. Немаш. Нашите уради во Ѓирокастро. Ајде, потоа. Ја што Кевиш? Ќе бараме кейса. Ти земе мали да избереме да зајсиме. А чао. Ќе бараме. Зона комисија ќе бараме. Ќе бараме. Чекаме Ами да дојде слики да ни донесе. Чао, стигите. Оти Иване. Абе, Иване, чао. Уба и деца. добро. Да видим. Уба и деца, зла. Сега да изема ја. Ќе ве ставам сите. Го снимив Тербо како додека снима си игра на Фејсбук. Ќе речам, еве вака снимаат во ТВ со од преспан. Утро кога јас? Орли? Може го хотело. Во Бавцово во хотело. Сато 8 и пол во хотело. Тихо, не снимай, треба не пак. Тихо. Никола. Дали може да пишем цел материјал? Цел материјал. Како се викаше мема? Мема. Ајде. Уба и деца.
Браше, Каде е Амит сега да не ги донесе сликите? па каде е Ами? Знаеш како беше тоа? Деца, патете сега низ град репортажа. Што мислите за протестите во Тирана? Што мислите за протестите во Тирана? Дека ќе се јаде многу и дека сега ќе одиме да јадеме многу. Басе, утре ќе го снимаме и сега. Ајде. Чекај бе, седи, добро ни се усади овде. Пати ме кора. Едно име имаме на душата, го носиме, за тебе живот даваме, о Македонија. Едно име имаме на душата, го носиме, за тебе живот даваме, о Македонија. Едно име имаме во душата, го носиме, за тебе живот даваме, о Македонија. И го себа, разбираш и ти, Ѓорѓи Кастриот, албанциве нивни национален јунак. Од каде ме мајко се стара? Ѓорѓи Кастриот. Брат Никола татко, ово е се православни имиња. Го носиме, за тебе живот даваме, о Македонија. Едно име имаме, во душата го носиме, за тебе живот даваме, о Македонија. Да не излезе друго? Стварно излезе друго? Тоа е доволно. Ма ти, кога си директор, долго време беше? А после беше едно младо момче, како се викаше, со чудно име имаше тој. Во душата го носиме, за тебе живот даваме. Никојде, ја знам. Елајте. То пузо че само членуваме ние тука. Еве, за тебе. Она ли водеше орото? Оно да, ово беше. Она водеше? Така, и го заслужи. И го заслужи. Кој оделе? 8, а? Сега 9. После гимназија. Слава ти Господе, Исусе Христе. Ете сум на првиот македонски фолклорен фестивал во Тирана, финансиран од Министерството за култура на Албанија, што е за поздравување. Значи, тоа е прв случај воопшто. До организаторот му честитам и му посакувам благослови Божии, Никола Ѓурѓа и македонското друштво Илинден од Тирана. Но остануваат неколку навистина состојби кои не може човек да ги објасни зошто македонската држава кај не се постои кај надлежните не грижа за македонскава култура. Зошто, например, нема македонски културен центар во Тирана? Зошто не се поддржат македонските организации во Голобрдо, во Гора, во Преспа? Зошто македонската амбасада не помага финансиски ништо за овој настан? Зошто тие се однесуваат како да некој друг треба да им ја заврши работата? Во тој контекст театарот Скрби и утеха, ние игравме сцени со колегата Страшко Милошевски. Повеќе од 10 години ни се укинати сите гостувања кај македонските заедници во Пиринска Македонија, во Егејска Македонија, во Албанска Македонија. Како инаку да ја наречам кога името на полуостровот е македонски. Преименувана на 27 март 1903 од султанот со декрет, бидејќи го буни народот. Како можам да ја дефинирам македонската негрижа и таа темна сила која во континуитет го уништува, сака да ја сништи македонската култура? Тоа е иста сила која евреите како народ запишан во Божјото Слово им ја одзема татковината, па сега се враќаат. Истата сила која сака да ја збрише Македонија. Македонец значи човек именуван и запишан од Исус Христос, кој го повикува Бог. Зошто театарот Скрби и утеха е на цензура 2 години не добива ниту денар средства? Зошто се укинати македонските слави на кои доаѓа овие македонски заедници? Со полна уста зборуваат за Европска Унија, а де факто ја цензурираат и уништуваат македонската култура која е посветена на Бог.
Ако се држиме до она што Ребека Вез го дефинирала македонската култура, американската новинарка Ребека Вез во својата книга Бело јагне сив сокол, во која таа вели македонската култура не е технички трик, туку духовна врска со Исус Христос и неговиот татко небесен. Значи, останува тие прашања. Тажно е што Македонија е завладеана од сребролюбие, од домраза, од сатанска збирштина која сака да избрише Македонија, која светост господова. И на тој фестивал, кога ќе ги видите тие песни, тие ора, тие дамари тапани, например, на Мемишевци од гора, или кротките ора и песни на македонките и македонците од Голобрдо, или преспанската топлина, или струшките деца кои дојда групата од Струга, вие гледате дека тука се работи за еден систем и дури и текстовите на скрб и утеха кои се изнедрени во дух и вистина за слава на Македонија, нашиот Господ Исус Христос. Жал ми е што морам да констатирам дека македонските челници се слепи и ја водат Македонија во амбис. Не може Македонија да се води без Бог. Не може да се краде, да се ништи сопствениот народ. И повторно ќе повикнам на македонскиот полуостров. Денеска живеат и албанците, и грците, бугарите, србите и натам нагоре и други. Босна, Хрватска, Словенија. Ние зборуваме за правата кои ги имаат сите заедници во Македонија, да им ги имаат и македонците во Бугарија, во Грција, во Албанија. Зошто тоа не е така, покажува кој го владе овој свет и каде ве водат вашите политичари. Ти благодарам, татко мој, во името на Исус, што не донесе живи и здрави, што не враќаш од тирана. Чувај ги овие луѓе што пееја, што играат. Чувај им ги срцата отворени за твојата љубов. Амин. Да даде Господ да намножи, да победиме со љубов, да издржиме, да го завртиме и другиот образ. Зашто ако љубов немам, ништо не сум. А македонската култура е дарувана, има навистина многу љубов. И греф е да го цензурираш собствениот народ. Македонското Министерство за култура, македонските амбасади, Министерството за надворешни работи, премиерот, кои се направија да си ги наполнат своите джебови да го продадат собствениот народ. Знаете, ќе дојде Исус и ќе ви суди на сите. Армакедон ести. Станете мртви, да влезат живите. Со Исус победуваме. Амин. Македонскиот фестивал се одржува за прв пат во Тирана. Македонското друштво Илинг ден на Тирана од формирањето во 2009 година стави како задача во Тирана да се одржи македонски фестивал. Бидејќи немање финанси, се одложи 10 години, сега за прв пат се одржа македонскиот фолклорен фестивал и ги повикуваме во оваа прилика, ги повикуваме институциите во Македонија, Министерство за култура, како и институциите тука во Албанија, да го поддржат овој фестивал. Значи, ова година за прв пат го поддржа Министерство за култура на Република Албанија и тоа е еден мал чекор напред, бидејќи ако нема финансирање, фестивалот значи не може да се одржи. Бидејќи македонското друштво нема голем тип буџет за да може да се организира, бидејќи групите значи не идат од етничките региони, од Мала Преспа, од Гора и од Голобрдо, бидејќи регионите се значи далечно од главниот град и тука ни треба значен буџет за одржавање на фестивалот. Што треба да се направи, например, во Гора, во Голобрдо, во Преспа, како е заедничка културна целина? Што предлагате, например, како вие, како на терен? Ние како македонско друштво со години предлагаме да се има едно културно лето за македонците во Албанија и во тоа културно лето да се одржат настани во Голобрдо, во Гора и во Преспа и во главниот град. И во тоа прилика ќе може да се промовира македонската култура.
да не се очекува само да кажам ти на еден ти фестивал ти годишно. И бидејќи еден фестивал значи годишно тоа е ептен минимално. Барем да се има значи 2-3 настани во годината, големи настани за македонската заедница. Значи, например, да има и буџет за размена, вие да доаѓате во Македонија, тука да доаѓаат 3-4 пати годишно. Па токму така, значи тоа би било уште поубаво. Значи нашите групи да може да гостуваат во Македонија или од Македонија значи, да ни дојдат тука на гости. И сега за диаспората да кажете. Голем благодарност до диаспората, до Меѓународен комитет за човечки права во Канада. Значи, оние во континуитет значи, ни помагат за одржавањето значи, на различни настани културни во Албанија. Го финансираат и македонскиот вестник Илинден, што излегува. Ама еве, значи, во оваа прилика упатувам значи, апел до македонската диаспора, доколку е во можност да помогне за овие големи настани што ги одржаваме, како фолклорен фестивал или во Индина го правиме културно лето, да го покриеме за цела Албанија, бидејќи за нас тоа е многу значено. Значи, преку културата се чуват и македонскиот идентитет во Албанија. Зашто тие се помилувани, блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат.